Здраво, близнаци! Ајде заедно да ги толкуваме пораките кои не ги праќа универзумот преку тарот картите за вас, близнаците, и месец септември. Значи, она што ќе биде кажано овде ќе се однесува за месец септември, меѓутоа и се што ќе биде кажано овде не може да се однесува за секој од вас, тоа е апсолутно невозможно, затоа што се ова генерални пораки. Невозможно е сите да ги доживеете на ист начин, невозможно е сите да ги доживеете сите што ќе бидат кажани, значи она што ви нема смисла не е порака за вас, оставете, не обрнувајте внимание. Она што е ваше ќе го препознаете, јас ви посакувам да ви помогне и да ве води. И сега да не должиме да преминеме, меѓутоа кратко, само пред да преминеме на пораките, да ве подсетам, не заборавајте, претплатете се, станете дел од нас, кликнете на копчето subscribe. Тоа нас многу не значи, лајкувајте, коментирајте, споделувајте и ајде сега да видиме што носи месец септември за вас. Во сите овие пораки кои ги гледам, јас имам чувство дека вам во септември ќе ви фали трпение. Ова трпение може да се однесува апсолутно на се, во било кое поле, зависи вие во што сте, вие си знаете, меѓутоа гледам дека ќе ви фали трпение. Ева, например, некој од вас имале некаква комуникација, се одвивала некаква комуникација, меѓутоа таа ова што се одвиваше до неодамна. Таа не беше лесна комуникација, беше малку со оштри зборови, непромислени може зборови што повредуваат, воопшто не конструктивна комуникација. И сега во септември што се случува? Во септември ќе донесете одлука вие или другата страна со која комуницирате да малку да се заозбилите, да седнете и да почнете да правите корисни цели, планови, конструктивни идеи да носите и одлуки. И тоа и ќе се случува во септември. Буквално ќе планирате, ќе се договарате, ќе носите одлуки, ќе смислувате, ќе правите се што е позитивно, конструктивно, добро, се што е продуктивно, мислите дека е добро за еднината, затоа што вие сте пред нешто ново во вашиот живот, вие сте исправени пред некој нов предизвик, некој нов циклус во вашиот живот, нешто ново во кое треба да влезете. И со сето ова договарање, со сите овие планови, ќе одлучите и нешто да заврши, ќе одлучите на нешто да му се стави крај. Ова нешто ќе ве направи посрекни, ќе ве направи задоволни, значи вие носите одлуката да се стави крај, така мислите дека треба, тоа мислите дека е најдоброто решение и кажав ќе си продолжите со планови, со работа, многу работа ве чека во септември. Мислам дека не е само септември, ова ќе треба да продолжи затоа што на ова во кое влегувате му е потребно и време. И токму тука ќе се појават оние моменти каде вие ќе почнете, вас ќе ви снемува трпение. Добро ќе почнете, одлично ќе почнете, ќе се обидете да ги збалансирате и мислите и чувствата, ќе се обидете да бидете позитивни и со позитивни мисли кон иднината да гледате, меѓутоа како ќе почна да се одвиваат нештава, ќе видите дека има многу работа, ќе видите дека треба да се вложи многу труд и вам тогаш ќе ви снема трпение. Со тоа што ќе почнете да го губите трпението, всушност ќе дојдат и негативни мисли. Ќе почнете да се грижите околу тоа дали ова е корисно, дали ви е потребно, дали ќе може да го истерате до крај, затоа што временски нештово е на подолг рок. Дали ова битка ќе вреди да се војува. Значи сето ова е под наводници, ова се само метафори, вие знаете што се случува и што треба да се случува. И
кажав, ке го губите трпението со тоа негативните мисли, што воопшто нема да ви донесе ништо добро и не е од корист. Затоа обидете се. Обидете се помошта што доаѓа од страна, а доаѓа од сите страни. Најмногу доаѓа од родителите, гледам, или пак од некои ваши блиски, сестра, баба, родител, што и да е. Доаѓа поддршка, многу голема поддршка. Обидете се и советите да ги следите и поддршката да ја прифатите, за да не дојдете до ова ситуација где имате малку и негативни мисли и малку грижи околу сето ова, затоа што ова што вие сега го градите, ова што вие сега се обидувате да го остварите, може би временски е долго, може би треба да помине доста долго време, но верувајте дека ќе биде многу, ќе донесе големи плодови. Овде јас гледам материјални, меѓутоа тоа не мора да значи, нели, за секој од вас може да биде различно. Ќе донесе. Вие сега само ги полните, нешто полните, дали полните сметките, дали ги се полните со знаење, со искуства, со вештини, со нешто, вие сега се наоружате. И бидете трпеливи, времето нека помине, се ќе биде одлично, се ќе биде добро. Не губете надеж и не губете верба. Некои други од вас пак во нешто сте се разочарале, значи буквално за секое поле може да се однесува работа, љубов, семејство, дом, приватно, лично, се може да биде. Нешто сте се разочарале, и сега ве мачат некакви мисли. Меѓутоа не сакате само да си седите така разочарани и никако да не действувате. Не сакате да преземете нешто околу ова разочарување, затоа што чувствувате дека нешто ви е одземено, меѓутоа не сакате да се борите да се врати или да си ја вратите состојбата претходна или она што мислите дека ви е одземено. Како и да е, не сакате да се борите. Нешто ќе се случи во септември, средината на септември. Некој може би ќе биде вага, не мора да значи, може би ќе биде шкорпија, може би некој огнен знак, ќе преку порака ова ќе биде. Може би ова оддалеку доаѓа, од многу подалеку. Преку порака ќе ве разбуди, ќе ве освести на некој начин. Нема да ви помогне лично тој ова што доаѓа како помош, како во вид на порака, туку ќе ве разбуди и ќе ве освести кои сте вие, што вие имате и што вие можете. И ќе ви ја врати самодовербата на некој начин, ќе ве освежи, ќе ве врати во некако, вие сте заборавиле на колку сте силни, колку сте способни, колку сте моќни, колку сте убави. Значи, зашто и да се работеше, каде што се разочаравте, овој некој на средината од месецот ќе ве врати, ќе ве крене самодовербата, ќе ве натера да действувате и ќе се погрижите околу ова нешто што ве депримира, што ве разочарува, што мислите дека го губите. И септември само ќе биде месец на действување, на работа, на активности, резултатите ќе ги гледаме многу подоцна. Меѓутоа, убаво е што ќе се действува, ќе се прави нешто, нема да се стои во разочараност, нема да се стои во неактивност. Некои од вас се повредени од некој многу помоќен човек, може би е Овен, може би па некој вас ве разочарал со некакви постапки, ве разочарал, знаете, вие имавте некаква представа за нешто совршено. Како треба нештото да изгледаат совршено, како например да речеме, вие имате представа како треба да изгледа едно семејство дома,
како треба да се однесуваат родителите, како треба да се однесуваат децата, што треба да се прави, што не треба да се прави. И сега некој партнерот прави работи што не одговараат на вашата слика, на вашата представа што си ја имате. И тоа длабоко ве разочарува и ве повредува. Може би сте само многу емотивни во септември, многу сте емотивни и ситници ве разочаруваат. Затоа што ова се само работи кои привремено, да, непотребни, не ги сакаме во животот, меѓутоа не се за да се разочараме дека светот се срушил. А вие токму така се однесувате како светот да се срушил. Вие руши сета представа за совршенство во тоа во кое сте. Совет за вас е да не бидете ситничави, да не бидете толку емотивни, затоа што се е привремено. Знаете, ништо не е трајно, буквално ништо не е трајно. Не влегувајте многу во мислите, излезете малку од својот свет, оној затворен свет на мисли и действувајте, само така ќе биде добро и само така ќе направите нешто корисно. Други од вас пак ќе направите нешто, вие ќе представите нешто или пак себе си сакате да се покажете, да се представите на светот. Значи метафора, под наводници, светот, некаде, нешто во кое сте сакате да излезете, да истапите, да се представите, да се истакнете. И во тоа ќе добиете многу голема помош од некој огнен знак, овен, лав, стрелец. Добивате помош од таа страна. А вие ќе сакате да се истакнете со вашите вештини, вашата убавина, вашите способности, вашето знаење, вашата грижа и нега околу нешто, значи се од ова може да биде, сакате да се истакнете, да се покажете и овој некој доаѓа да помогне, многу ќе ви помогне, значи навистина многу. И околу сите овие пораки гледате, забележувате, доаѓа некаква помош. Ова искрена, вистинска и голема помош доаѓа. Еве и овде доаѓа помош во ова во која сте, ќе ви помогне некако да го направите правиот чекор, да ги направите вистинските работи, ќе ви помогне со совети, со било што може да ви помогне и ќе извојувате некаква победа вие заедно со овој човек. Ако не се работи за човек, не постои ваков некој во вашиот живот, тогаш вие ќе ги усвоите атрибутите на овие огнени знаци, ќе бидете решителни, амбициозни, решени за успех и вие ќе извојувате некоја победа. Не е ова едноставно, не е така што паѓа од небо да речеме, туку вие самите ќе се извојувате со вашите вештини, способности, знаење. И тоа е тоа. Некој гледам дека треба да одите некаде или да дојде некој оддалеку. Значи постои и ова една порака дека треба нешто да се прави, меѓутоа тоа што треба да се прави е многу подалеку, па треба да одите, па вас тоа ве мачи, дали треба да се оди. Значи бидете само амбициозни, бидете решителни, не се грижете ќе ви донесат разочарување и откажување, затоа не се грижете, бидете, целете тргнете храбро кон целите и ќе доживеете успеси. Драги близнаци, тоа е тоа за сега, се надевам уживавте и до следната, чао.